Ви благодарам, председателе. Јас би сакала, затоа што навистина слушаме конструктивни дебати од страна на колегите пратеници, во кои што се поставуваат огромен број на прашања. Јас би сакала да ве замолам, како председател на оваа комисија, да за наредната седница, доколку бидејќи веќе не сме во можност за истото да поставиме денес, меѓутоа за наредната седница, која ќе биде продолжение на оваа комисија, да согласно членот 122 став 2 од деловникот, да кој што ќе цитирам, работното тело може на седница да поканува научни, стручни, јавни работници, представници на општините, на градот Скопје, на јавните предпријатија, синдикатите и на други организации, институции и здруженија заради изнесување на мислења по прашања што се разгледуваат на седницата на телото. Согласно овој член, сметам дека во интерес и за јавноста, а и за интерес на нашите дискусии, одговори на многу прашања кои што ги имаме и ги поставуваме, е да бидат присутни можеби и представници од регулаторната комисија за енергетика, директорот на ЕСМ, кој што често гледам дека е повикуван и колегите се повикуваат на извештаи од неговата работа. Понатаму со должна почит кон присутниот министер Битики, кој што сега седи овде со нас, меѓутоа сметам дека исто така и министерот Крешник Бектеши треба да останува до крајот на расправата, за да можеме да имаме конструктивна, поплодна дебата, да добиеме одговори на многу прашања и исто така, согласно членот 126, ве замолувам на оваа комисија да водите евиденција за тоа кои членови, заменици членови се присутни на комисијата и да ги повикувате да бидат присутни, затоа што не може да имаме еднострана дебата во која што ќе учествуваат само пратеници од страна на опозицијата. На целата македонска јавност и се потребни одговори. Денес повикувавме, сакавме да отвориме, да направиме анкетна комисија, да направиме работно тело во рамките на комисијата. Не беше прифатено од мнозинството, меѓутоа еве како председател на комисијата, затоа што е ова многу битна тема за кризна состојба, тема која што ќе ги удри по джеп граѓаните на Република Македонија, барам од вас како председател на оваа комисија, освен стенограмските белешки од денешното излагање на министерот Крешник Бектеши, исто така да обезбедите и представници од овие институции или еве вие утврдете доколку сметате дека потребно е и одредени други институции да бидат присутни, заради тоа што се потребни одговори на прашањата на граѓаните кои што ние ги поставуваме во нивно име. Ви благодарам.